Добро дојдовте во првото издание на емисијата која што ќе ги следи сите оние актуелни информации поврзани со новите технолошки достигнувања. Се оно што е актуелно во дигиталниот свет, но и се разбира поврзано со вештачката интелигенција, ќе имате можност да го следите секоја недела во 30 минути во овие термини. Да, било да сте од оние кои што можеби секојдневно ги следите овие информации или од оние кои што ве интересира, но не ви е јасно, се разбира на јасен и едноставен начин во ова емисија ќе ги објасниме сите нови технолошки достигнувања, се оно што се разбира е актуелно ширум светот, се оно што е поврзано со вештачката интелигенција, социјалните мрежи, гаджети, мобилни телефони и што ли уште не. Така што верувам дека ќе го задржиме вашето внимание. 30 на минути за сите оние технолошки дигитални случувања и остварувања. Добре дојдовте во првото издание, еве кои се содржините. Ова се насловите на кои што ќе се задржиме оваа емисија. SpaceX објави детали за Starlink на мобилните телефони. Почнуваат претплатите за Facebook, TikTok и Instagram. Би платиле ли за нив? Вештачката интелигенција ќе троши електрична енергија колку една помала држава. Мета представи чатбот и нови VR очила кои пренесуваат содржина на Facebook. Вие представуваме апликацијата Buzz, малечка и едноставна апликација за инстантна аудиокомуникација. И пред самиот крај ќе го погледнеме PlayStation 5, новата потенка и поскапа верзија за оваа конзола. Откако ви ги откривме темите и содржините со кои што ќе се бавиме ова прво издание, да стартуваме со првата занимливост која што доаѓа од SpaceX. И се разбира ќе се задржиме на оваа тема која што стигна како информација токму од SpaceX за она што тие го предвидуваат, поточно она што се нивните следни планови. Имено со еден мобилен оператор тие склучија договор каде што ќе се обидат до 2025 година да ги префрлат мобилните телефони да работат со сателитски сигнал. Сето ова беше соопштено и споделено со луѓето ширум светот на веб страницата на Starlink. А оние информации и детали кои што досега се познати, ќе ви ги презентираме токму сега. SpaceX откри повеќе детали за своите планови за сателитската услуга за мобилни телефони преку веб страницата посветена на Starlink. Денес поврзувањето мобилни телефони со сателити бара огромен, наменски изграден хардвер, како и старите фиксни телефони. Ако треба да испраќате пораки, само во итни ситуации, Apple ја нуди таа опција, но бара да бидете во прозорецот за поврзување, да го држите телефонот во рака и да ја следите апликацијата за сигнал. Сепак, Starlink сака да понуди целосна поврзаност со обичен хардвер за паметни телефони. Новата станица за Starlink Direct to Call ветува се присутна покриеност од клеточните кули лоцирани во вселината, кои ќе работат преку стандардната LTE мрежа. Моментално достапните информации сугерираат дека текстуалната услуга ќе биде достапна во 2024 година, а услугите за глас во 2025. Во овој проект Starlink соработува со T-Mobile, кој ќе издвои дел од својот 5G спектар, кој ќе ги користат сателитите Starlink од втората генерација. За возврат, Starlink ќе им овозможи на мобилните телефони на T-Mobile пристап до сателитската мрежа, давајќи му надавателот речиси целосна покриеност во Соединетите Американски држави. Целта на извршниот директор на SpaceX Илон Маск е дека никаде во светот нема мртви зони за мобилни телефони. Постоешката констелација од 4265 сателити не е компатибилна со новата мобилна услуга, па затоа Starlink во следните неколку години ќе мора да лансира нова серија на микросателити со потребниот E-Node B модем. Како што се зголемува бројот на сателити, функциите за глас и податоци ќе станат подостапни. Direct to Call првично ќе биде само услуга за пораки, со директна комуникација од сателитската функција Emergency SOS на Apple, кој е дел од iOS 15. Тука е Snapdragon Satellite на Qualcomm, кој доставува текстуални пораки од орбитата до мобилните телефони со Android со помош на сателитското созвездие Iridium. Да се надеваме дека ќе успее ова идеја и дека до 2025 нема да има точка на земјината топка каде што нема да можете да се јавите на вашиот мобилен телефон. Одиме на друга тема. Откако ја имаме економската криза, се зборува за претплати, доплати, наплати што се однесува до социјалните мрежи. Да, и од кога Илон Маск го презема Twitter, се разбира ја воведе претплатата на сината значка. Па после тоа и Мета, односно Facebook и Instagram. Но она што сега се шпекулира е дека ќе се воведат претплати веќе следната година за Facebook, Instagram, па дури и TikTok.
Кои се новите информации за ова? Ги дознаваме сега. За воведувањето претплати на социјалните мрежи се зборува со години. Се чини дека е поблиску од кога и да е. За неколку месеци најпопуларните социјални мрежи би можеле да побараат од вас да плаќате одредена месечна сума, за да не бидете принудени да гледате реклами додека скролате. Мета неофицијално зборуваше за оваа опција на Facebook и Instagram, а како што пренесува Reuters, доколку сте на компјутер, тоа би чинело 10 евра месечно, плюс 6 евра за дополнителна поврзана сметка. На мобилните телефони претплатата ќе изнесува 13 евра месечно. За воведување претплати не размислуваат само Facebook и Instagram, туку на сличен начин размислува и TikTok, кој изгледа веќе почна да го тестира. Како што пишува Android Authority, некои корисници почнале да гледаат известувања за претплата, но засега само во Соединетите Американски држави. Цената на TikTok според тие информации ќе биде попристапна во однос на платформата на Мета, $5 месечно. Да подсетиме, Facebook пред неколку години го отстрани слоганот од почетната страница на која пишуваше "Бесплатно е и секогаш ќе биде". Веројатно уште тогаш почнале да размислуваат во оваа насока. Некои социјални мрежи, како што е Twitter, веќе воведоа претплата, но тоа не е за отстранување реклами, туку за добивање на некои привилегии. Иако Илон Маск неодамна навести дека претплатата може да се воведе за сите, пренесува Зимо. Доколку оваа информација е точна, претплатата за тие три мрежи би изнесувала повеќе од 20 евра месечно, дури и околу 25 евра за мобилни телефони, иако не би била задолжителна. Дали вие би платиле за некој од овие социјални мрежи? Очигледно да, со оглед на тоа дека се веќе дел од нашето секојдневие. Но дали средствата се оправдани? За тоа ќе дебатираме и во следните изданија. Се разбира, има време, а може и да се премислат собствениците на Facebook, на Instagram, па и на TikTok. Или да најдат некоја друга солуција. Ке видиме и ке следиме. Она што сега го следиме е вештачката интелигенција. Колку повеќе се развива, толку повеќе троши електрична енергија. Она што сега се анализира на оваа тема е дека вештачката интелигенција ќе троши колку една помалечка држава. Се разбира, секое нејзино развивање, потрошувачката е многу поголема и ќе се бараат сигурно солуции за да се надминат овие проблеми. Еве каква е ситуацијата до сега. Имплементацијата на вештачката интелигенција во секојдневните задачи и рутини остава зад себе се поголем енергетски отпечаток, а наскоро нејзините потреби би можеле да ги надминат енергетските потреби на некои развиени земји, предупредуваат истражувачите од Универзитетот во Амстердам. Како пример, еден повеќе јазичен генератор на текст за време на едно обучување троши електрична енергија како 40 просечни американски домови за една година. Енергетскиот отпечаток на вештачката интелигенција не завршува со обуката на овие програми. Анализата на холандските експерти покажува дека алатките за вештачка интелигенција користат значителна количина на компјутерска моќ, а со тоа и енергија, секој пат кога генерираат текст или слика. Компаниите се обидуваат да ја подобрат ефикасноста на хардверот и софтверот на овие алатки, за да ги направат помалку енергетски интензивни, но зголемувањето на ефикасноста често ја зголемува и побарувачката. На крајот, технолошкиот напредок ќе доведе до нето зголемување на користењето на ресурсите, феномен познат како парадокс на Джевонс, истакнуваат истражувачите. Например, Google вгради генерирана вештачка интелигенција во својата имејл пошта и ги тестира своите пребарувачи користејќи вештачка интелигенција. Компанијата моментално обработува до 10 милиарди пребарувања дневно. Доколку Google користи вештачка интелигенција за секое пребарување, би било потребни околу 29,2 терават часа енергија годишно, што е еквивалентно на годишната потрошувачка на електрична енергија на Ирска. Ова екстремно сценарио веројатно нема да се случи за краток рок поради високите трошоци поврзани со дополнителните сервери за интерфейс и тесните грла во синџирот на снабдување. Но се предвидува производството на сервери да расте во блиска иднина. До 2027 година светската потрошувачка на електрична енергија, поврзана со вештачката интелигенција, може да се зголеми за 85 до 134 терават часа годишно. Износот е споредлив со годишната потрошувачка на електрична енергија во земји како Холандија, Аргентина и Шведска. Покрај тоа, подобрувањето на ефикасноста на вештачката интелигенција исто така би можело да има возможност на програмерите да пренаменат некои компјутерски процесорски чипови, што пак може дополнително да ја зголеми потрошувачката на електричната енергија поврзана со вештачката интелигенција. Потенцијалниот раст нагласува дека треба да бидеме многу свесни за тоа за што користиме вештачка интелигенција.
Таа е енергетски интензивна, па не сакаме да ја користиме каде што навистина не е потребна. Дали ќе треба да го редуцираме користењето на вештачката интелигенција или сепак ќе смислат нешто големите компании, за тоа ќе треба да причекаме. А кога сме веќе кај големите компании, ќе се занимаваме со Мета. Имено пред известно време тие направија презентација на новите гаджети, новите достигнувања и програми кои што ќе ги нудат социјалните мрежи. Така што вистинско време е да погледнеме што презентираше Марк Цукерберг и неговите соработници на оваа голема презентација, прва отворена после короната. Еве ги деталите. Извршниот директор на Мета, Марк Цукерберг, неодамна ги представи новите производи со вештачка интелигенција за потрошувачите, вклучувајќи паметни очила кои можат да одговараат на прашања и да пренесуваат содржина директно на Facebook, ботови кои создаваат фотореалистични слики и ажурирани VR очила. Цукерберг ги опиша производите како премостување на виртуелниот и реалниот свет и нагласи дека Мета нуди ефтина или бесплатна вештачка интелигенција која може да се интегрира во секојдневниот живот. За MetaQuest во компанијата велат дека тоа е најдобрата вредност за парите во индустријата, пред очекуваното лансирање на многу поскапи VR очила на Apple. Во нив е вграден новиот асистент на вештачка интелигенција на Мета и ќе можат да го пренесуваат во живо она што корисникот го гледа директно на Facebook или Instagram, додека претходната генерација можеше да фотографира. Почнувајќи од следната година, асистентот ќе може да идентификува места и предмети што луѓето ги гледаат и да ги преведува. Цукерберг ги представи производите на конференцијата Meta Connect во кампусот на Мета во Силиконската долина, најголемата конференција во годината и првата што не беше виртуелна од почетокот на пандемијата. Исто така ги представи првите генерирани производи за вештачка интелигенција на Мета за потрошувачите, вклучително и чет-ботот за вештачка интелигенција на Мета, кој може да генерира текстуални одговори и фотореалистични слики. Тие нема да одговараат само на прашања, рече тој. Се работи за забава и помагање да се поврзете со луѓето околу вас, додаде Цукерберг. Тој нагласи дека Мета сака овие технологии да бидат достапни за секого. Она што можеме да го заклучиме, конкретно за овие VR очила на Мета, дека дефинитивно од сега па натаму сите ќе бидеме во реално шоу или лайв. Да се префрлиме на друга тема. Поточно да се префрлиме на интересна апликација и презентација на истата. Се работи за апликацијата Buzz. Мала апликација и бесплатна, што е најбитно, па можете веднаш да симнете и да пробате. Сите оние кои што сакате апликација во стилот на токи-воки, поточно гласовно да си правите муабет во живо со вашите пријатели и вашите следбеници, сето тоа можете да го направите преку оваа апликација. Па деталите за Buzz ви ги презентираме токму сега. Наместо да комуницирате со пријателите и семејството преку размена на пораки на добро познатите комуникацијски услуги, Buzz ви овозможува да снимате гласовни пораки кои можат да се разменуваат во реално време. Иако другите комуникацијски услуги всушност овозможуваат снимање и размена на гласовни пораки, Buzz е нешто поинаков. Имено, една од неговите предности е фактот што не е неопходно да се отклучува софтверот за да се слуша гласовната порака, а самата апликација всушност функционира повеќе како вид на воки-токи, отколку класична апликација за пораки. Откако ќе се најавите во апликацијата, треба да го потврдите вашиот телефонски број. Веднаш можете да најдете контакти кои исто така имаат Buzz. Исто така можете да ги додадете и да ги поканите вашите пријатели да почнат да го користат Buzz. Тогаш доволно да го изберете контактот за на кого сакате да му испратите порака. Стиснете го големото копче што доминира во интерфејсот, снимајте ја пораката и таа веднаш ќе биде доставена и репродуцирана на паметниот телефон на примачот. Секако доколку сте пропуштила гласовна порака, има и преглед на историјата на пораките, за да можете подоцна да ги слушате. Но незината клучна карактеристика е токму тоа што комуникацијата може да се одвива во реално време, помеѓу еден или повеќе луѓе. Во секој случај, вреди да се проба, особено затоа што е бесплатно. Апликација која што може да ја презентирате на вашите пријатели и се разбира после ова да ја имате во вашиот мобилен уред. Никогаш не се знае кога ќе се најде. А и добра е за занимација. Кога сме кај занимацијата, а и желбите. Пред новогодишните празници, дефинитивно во сите домови, каде што се најмладите,
па и малку повозрасните, па и возрасните, желбите за новогодишните празници се некаква си играчка конзола. А кога сме кај конзолите, сега ќе се задржиме на презентација на PlayStation 5 и тоа сите оние новитети кои што Sony ги најави изминатиот период. Сега сите оние кои што сакате да се задржите на стариот PlayStation, односно PlayStation 5 со старата конзола, ќе треба да побрзате, затоа што ќе се продава додека нормално ги има залихите. А сите оние кои што сакате, се разбира, да се префрлите на овие нови работи кои што Sony ги вгради во PlayStation 5, а и новата цена, нормално ќе треба да причекате известно време. Еве ги најавите кои што Sony ги направи, се разбира, за оваа играчка конзола. Sony официјално ги представи новите модели на конзолата PlayStation 5. Станува збор за модели со отстранливи читачи на Blu-ray дисковите. Ке има два модели, едниот со читач на дискови и Digital Edition без читач, но ќе може да се додаде читач за 120 евра. Новите модели на PlayStation 5 ќе бидат за 30% помали од претходните, а ќе имаат и 4 страни. Исто така моделите PC5 Slim ќе доаѓаат со пакет само со држач за хоризонталната положба, додека држач за вертикална положба ќе се продава за 30 евра. Единствената функционална промена од надвор е дополнителниот USB-C влез на предната страна на уредот. Моќта останува иста, но SSD-то ќе има и малку поголем капацитет. 1 терабајт наместо досегашните 825 гигабајти. Што се однесува до цените? PlayStation 5 со Ultra HD Blu-ray диск читач 550 евра, додека PlayStation 5 Digital Edition чини 450 евра. Споменатите модели на PlayStation 5 ќе бидат пуштени во продажба од ноември оваа година, а ќе бидат достапни на одредени трговци. Овие модели ќе ги заменат и претходните, па сегашните се продаваат само додека има залихи. Верувам дека го задржавме вниманието изминатите 30 на минути на сите вас, и оние кои што ја следите дигиталната технологија, но и оние кои што баш не ви е јасно, па имавте можност да проследите на јасен начин, се разбира кои се новитетите. Со новите достигнувања и сите оние нови гаджети кои што планираме да ви ги презентираме, ќе се видиме веќе следната недела. Во меѓувреме можете да ни коментирате и да сугерирате. И се разбира да ги користите сите бенефиции на сите оние нови технолошки достигнувања кои што веќе се достапни. Информирајте се повеќе и следете на. Секој добро!